Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училницата. Денес ќе имаме час по математика за второ одделение. Јас сум наставничката Љупка Андреева од Основното училиште Коле Неделковски од Скопје. Темата е број и решавање на проблем, а денесната содржина гласи број што е за 1 или 10 поголем од некој двоцифрен број. Знам дека вие знаете да броите од 1 до 10, до 20, па дури и до 100. Знам дека ги знаете целите десетки, да броите. Значи, од 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Цели на овој час ќе бидат да одредува број што е за 1 или 10 поголем од некој двоцифрен број, ученикот да знае да брои до 100, да знае цели десетки до 100, да умее да користи табела 100, да прави низи од број. Ајде да видиме еден пример, да објасниме за да научиме што значи кога еден број е за 1 поголем од некој друг или за 10. Ева овде имаме еден пример. Имаме кругови. Ајде да ги изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Овде имаме 10 круга. Па се поставува прашањето. Колку круга ќе има ако се додаде еден круг? Или колку круга ќе има ако се додадат 10 круга? Ајде да видиме на следниот пример. Забележувате дека добивате броеви кои се за 1 или 10 поголеми од бројот на круговите. Значи, ако имаме 10 круга и ако додадеме еден круг, тогаш се добиваат 11 круга. Значи дека бројот 11 е за 1 поголем од бројот 10. Или пак, ако имаме 10 круга и ако додадеме уште 10, тогаш ќе има 20 круга, а тоа значи дека бројот 20 е за 10 поголем од бројот 10. Ајде сега да броиме на табела 100, извадете ги пред вас и да започнеме, за да научиме како ќе броиме кога некој број е за 1 поголем од некој друг број или некој број кој е поголем за 10 од некој друг број. Ајде да го земеме бројот 44. 44 е за 10 поголем од кој број? Како може тоа да го определиме? Тоа можеме да го определиме дека е поголем со броење наназад. Ние ќе добиеме, ќе стигнеме до оној број од кој што треба да започнеме. Значи, ако го одбираме бројот 44 за 10 наназад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ќе го добиеме бројот 34. Па велиме дека бројот 44 е за 10 поголем од бројот 34. Или па да видиме, ако го покажеме бројот 6 од табелата 100, што мислите? Кој број е за 1 поголем од бројот 6? Бројот 7. Така? Или пак да видиме, да го одбереме бројот 52. 52. Од кој број е поголем за 1? Точно, од бројот 51. Значи 51, ако додадеме 1, ќе добиеме 52. Вака може да се вежбате секојдневно за да научите кој број е поголем за 1 од некој друг број. Подобро би било да ги практикувате примерите со двоцифрени броеви. Ајде сега, тука да видиме, имаме определени низи со броеви, да ги разгледаме. Што се низи со броеви? Низи со броеви се броеви кои што се наредени еден до друг, но ние треба да определиме која е разликата од едниот број до другиот број за да видиме колку се разликуваат сите броеви во низата. Ево, овде имаме една низа од броеви од 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Значи, ние гледаме дека секој број се разликува за 1 од претходниот, што значи дека секој број е поголем од претходниот за 1.
Ајде да ја видиме втората низа. Втората низа ни е низа од двоцифрени броеви. Па имам 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Во овие низи, секој следен број е поголем за 1 од претходниот. Да. Ајде да ги видиме следниве низи. Предпоставувате дека тие ќе бидат примери каде што секој следен број е за 10 поголем од претходниот. Например, имаме броеви 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90. Ние заклучуваме дека овие броеви се всушност полните десетки и дека тие се разликуваат еден од друг за 10. Бројот 40 е за 10 поголем од бројот 30. Или пак бројот 90 е за 10 поголем од бројот 80. Ајде да ја видиме и следнава низа, составена од следниве броеви. Например, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. Во овие низи, секој следен број е за 10 поголем од претходниот. Ако ги разгледаме овие низи, ние ќе можеме да ги решиме и задачите кои што ќе ги зададам подоцна. Задача 1. Вели да ги напишеме броевите што недостасуваат во низите. 51, па нема број, 53, нема број и бројот 56. Ние треба да видиме меѓу 51 и 53 кој број стои. Да, вие тој ќе го определите и потоа ќе додадете по 1 на секој следен и ќе стигнете до бројот 56. Втората низа треба да определиме колку се разликуваат еден до друг број. Значи, втората низа започнува со бројот 3. Кој број треба да го ставиме за да добиеме 23? Па има уште еден број, па да добиваме 53. Сето ова може да го видите со помош на табела 100 и се практикува со неа да решавате, ќе барате вертикално надолу за броеви кои што се разликуваат за 10 помеѓу себе и ќе видите кој број е поголем за 10, кој е претходниот број што е пред него. Се надевам дека ја разбравте денешната лекција. Ви посакувам се најдобро. Довидување.